Почитувани, разговараме со министерот за внатрешни работи на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски. Господине Спасовски, две војни што се водат истовремено го окупираат вниманието на јавноста во светот, а и регионот на Балканот не е без тензии. Од таа перспектива, како ја оценувате безбедносната ситуација на државата? Факт е дека глобалните геополитички случувања, пред се руската агресија врз Украина, еве сега случувањата во Израел, меѓу Израел и Палестина, меѓутоа и конфликтите, тензиите кои што се на северот на Косово, имаат сериозно влијание врз состојбите претежно во областа на безбедноста. И токму заради тоа не само Министерството за внатрешни работи, туку генерално и сите безбедносни служби и агенции во рамките на Република Северна Македонија преземаат се на дневна основа за да можеме да ја одржиме состојбата безбедна и стабилна и секако согласно на се она што може да има импликации да превенираме било какво нарушување на безбедност. Така да во моментот состојбата е стабилна, безбедна состојба од безбедносен аспект, немаме некакви индиции за можно нарушување на целата таа состојба. Мислам дека активностите кои што ги превземаме секојдневно во подобрувањето на безбедносната состојба, во подобрувањето на состојбата со криминалитетот, падот на криминалитетот за 11% на ниво на државата во споредба со минатата година истиот период, зголемувањето на ефикасноста во работењето на полицијата, сето тоа се параметри кои што покажуваат дека состојбата е на едно завидно безбедносно ниво. Секако дека тука мора да се цени и она што практично го правиме како земја членка на НАТО алијансата. Тоа секако влијае врз безбедноста во државата, влијае позитивно заради тоа што не сме сами, сега имаме веќе силен сојуз, сме дел од најголемиот војно-политички сојуз со силни партнери внатре со кои што заедно работиме практично за зачувањето и на нашата, меѓутоа и на регионалната и глобалната безбедност. Голем приоритет за САД е борба против дезинформации што се шират посебно од Русија преку медиуми во регионот. Како МВР се справува со лажните вести и сајбер нападите? Секако дека зголемувањето на зависностите пред се од дигиталните технологии за функционирање на државните институции, организации, во општеството генерално и ставањето во прв план на тие информатичко-комуникативни системи на врвот на приоритетите за заштита се клучниот елемент и во заштита на критичната инфраструктура на државата. Секако дека најголемиот приоритет во овој дел е да се заштити државата, односно оваа критична инфраструктура од сајбер нападите. Знаеме дека посебно после руската инвазија врз Украина се зголеми нивото на сајбер нападите, односно таа хибридна војна под која што се најдовме сите ние, па и Република Северна Македонија, е нешто што представува сериозен проблем, заради тоа што и самите експерти кажуваат дека ваквата војна хибридна со ваков степен на активности што се преземаат по електронски пат може да биде многу поразорна отколку и конвенционалните војни. Секако дека се покажува дека успешно ако сакате да се заштитите, ако сакате да заштитите критичната инфраструктура, е силната меѓународна соработка, размената на податоците и на информациите на сите агенции кои што се задават спроведувањето на законот, од една страна, и второ, јакнењето на капацитетите на институциите. Покрај материјално-техничките ресурси, секако дека тука се важни и човечките ресурси кои што ги имаме, и во тој дел работиме напорно за да не само преку стратегијата за борба против сајбер нападите, туку и во јакнењето на капацитетите на секоја една институција, се со цел да можеме да имаме правовремен и брз одговор на ваквите современи трендови.
секако дека комуникацијата, социјалните платформи создаваат можност многу брзо да се комуницира. И тие се во поддршка секако на криминалните структури, на тероризмот и така натаму. Сето тоа е нешто со кое што се справуваме скоро секојдневно. Говорот на омраза, сакам да го истакнам, ширењето на лажните вести, сето ова подразбира дека и државата преку институциите мора да се пренасочи кон создавање на една друга клима во работењето или на друга инфраструктура во работењето, се со цел да биде заштитена државата од сајбер нападите или сајбер заканите, за кои што практично постоеше и во Република Северна. Минатата година ја одбележаа серија на закани со бомби во училишта и државни институции, но уште не излеговте со резултати од тие истраги. Имате ли некакви сознанија од каде потекнуваат тие закани? Да, во однос на хибридните закани, јас ги споменав и предходно, сведоци бевме дека крајот на 2022, почетокот на 2023 година, не само во Северна Македонија, туку нашите соседни земји, земјите од Европа, Соединетите Американски држави, Нов Зеланд беа баш цел на такви сајбер закани и реков дека интензитетот се зголеми многу после руската инвазија врз Украина. Ние покажавме исклучителна спремност за справувањето со овој предизвик, кој што беше сериозен, заради тоа што не само образовните институции, туку генерално и јавните институции кои во тој момент на кој што им се упатува заканите беа со намера да ги дестабилизираат институциите, да предизвикаат страх, да предизвикаат неизвестност кај граѓаните, несигурност и така натаму. И во овој дел навистина работевме напорно преку нашиот оддел за сериозен и организиран криминал, меѓутоа и со меѓународна соработка, и со Европол, и со Интерпол, и со сите наши партнери кои што ги имаме, секако дека за околу 6 групи кои што делува на територијата на државата, тие се откриени и веќе се процесуирани. Значи, за 6 групи кои што упатуваа сајбер закани од било какви причини на територијата на државата, за кои што се обезбедија доказите, тие се процесуирани пред јавното обвинителство. Меѓутоа, постојат и закани, веројатно од групи кои што ги испратија преку така наречени VPN конекции, кои што многу тешко се доаѓаат до доказ од каде тие се испратени и тоа е потешкотија не само за нас, тоа е потешкотија и за сите држави во светот, бидејќи создавањето на такви конекции практично овозможува да не се дојде до сторител. Меѓутоа, тоа што требаше да се направи во рамките на институцијата, тоа што требаше да го подобри нормативниот дел, да ги подобри процедурите, да направиме нови протоколи, нови упатства во делот на делувањето при ваквите сајбер напади, тоа го направивме и тоа даде одлични резултати. Значи, се создаде правна можност во која што практично ќе се анализира степенот на опасноста и степенот на веројатноста за остварување на таквите закани, одиме од низок, среден и висок степен, и на основа на тоа се постапува во секој еден случај. Значи, измената на протоколите беше во функција да создадеме по-ефикасен систем за справување со сајбер заканите, а никако да не се создаде систем кој што нема да одговори практично на сајбер заканите. Така да, овие измени на протоколите не значеа дека полицијата нема да реагира, туку ќе реагира на начин кој што е соодветен на степенот на закана. Министре, како МВР се справува со трговијата со друга и дали имате посериозни заплени? Секако дека спречувањето на трговијата со друга е еден од тврдите приоритети на Министерството за внатрешни работи, исто како што е и трговијата со оружје, еден од сегментите во борбата против организираниот и транснационален криминал. И токму во овие први 9 месеци од 2023 година имаме некаде околу 576 кривични дела откриено за трговија со дрога,
пријавени се некаде околу 680 сторители и при тоа бележиме зголемување на заплените на кокаин, на амфетамини, на екстази. Имаме запленето околу 3,2 кг кокаин, 304 кг марихуана, 7 кг амфетамини, околу 4000 парчиња екстази, 5000 таблети тромадол, 3500 таблети МДМА и при тоа е откриена една лабораторија за производство на амфетамин. Ова се резултатите кои што говорат за зголемување на откривачката функција на трговијата со дрога и покажуваат посветеност во работењето и тоа на највисоко ниво во сузбивањето и борбата против трговијата со дрога. Значителни постигнувања се остварени во спречување на организираните облици на трговија со дрога, при што во овој период се пресечени 3 меѓународни транспорти на марихуана и се сузбиени 5 криминални групи кои действувале меѓународно и национално во делот на недозволена трговија со марихуана и кокаин, во кои членувале 28 македонски државјани и при тоа се запленети околу 71 кг марихуана и 1,5 кг кокаин, а во рамки на две организирани криминални групи на територијата на Албанија и на територијата на Грција се запленети 429 кг кокаин, кои што практично акции се одвиваа со информации на нашите служби од Министерството за внатрешни работи и заеднички со Албанија и со Грција ги завршивме успешно овие акции. Дополнително, на почетокот на јуни, Оделот за криминалистичката полиција во рамки на заедничката меѓународна истрага за борба против дрога во Солун, Грција и Американската служба за борба против дрога ДЕА има успешно реализирана акција на заплена на 161 кг кокаин, кој што бил транспортиран од Еквадор. Ова е една од акциите кои што ја спомнав, а втората е 104 кг кокаин, каде што се лишени од слобода 10 лица, од кои што се 7 државјани на Република Грција и 3 државјани на Република Албанија, а 4 државјани на Република Северна Македонија. Секако дека ова се одлични резултати кои што се едни од најдобрите во последните 30 години од независноста на државата до денеска, и практично најголемите криминални групи и структури во државата, во Скопје, познатите групи од Грчец, од Рачиново и од Чаир, се скоро целосно разбиени и на тој начин дадовме еден сериозен одговор за тоа каква е намерата на државата да се справи со најтешките облици на криминалитет, а тоа е секако трговијата. Случајот онкологија не престанува да ја бранува јавноста. Вие изјавивте дека за овој случај поднесена е пријава уште пред 10 години, но дека обвинителството нема ништо преземено. Од друга страна пак, опозицијската ВМРО ДПМН бара одговорност од вас. Кој потврди во овој случај? Прво е многу важно целосно да се затвори случајот онкологија, да се утврдат сите факти и докази и тие кои што се одговорни со име и со презиме да бидат посочени и изведени пред лицето на правдата. Тоа е важно заради зачувувањето на довербата во здравствениот систем, заради зачувувањето на кредибилитетот на здравствените работници, што е најважен за една држава, и секако на тој начин да се утврди конкретна одговорност која што треба да се утврди. И тука се преземени низа активности од страна на Министерството за внатрешни работи, односно Оделот за криминалистичка полиција, во координација со јавното обвинителство, и на тој начин практично сите документи кои што се земени, сите електронски податоци сега во моментот се вршат вештачење. Јас очекувам дека по завршувањето на вештачењата целиот овој случај ќе биде расветлен до крај, а сите сторители ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Да, тоа е факт дека Министерството за внатрешни работи постапувало и во 2012 година во однос на утврдување на недоследност или криминал
на клиниката за онкологија во тоа време. Има поднесено кривична пријава против конкретен сторител, тоа директорот во тоа време. Меѓутоа, постапувањата на јавното обвинителство се постапување во нивни рамки. Јас укажав дека ние во тој период, односно Министерството за внатрешни работи, нема добиено ниту една наредба по која што постапувала, а действијата кои што ги превземало тогашното обвинителство, тоа е веќе во нивна надлежност. И втората пријава која што е поднесена во 2020 година, за која што практично МВР поднесува 2 кривични пријави за случувањата на онкологија. Така да, најдобро за сите нас, најдобро за државата, да се утврдат детално фактите и оние кои што се одговорни да носат одговорност, да излезат пред лицето на правдата. Само на тој начин ќе можеме да ја вратиме и да ја зголемуваме довербата во системот, односно во конкретниот случај во здравствениот систем. Соединетите држави изминативе години вложија големи пари за борба против корупцијата, организираниот криминал и владењето на правото. Како тоа се проектира во работата на МВР? Соединетите Американски држави се еден од најголемите стратешки партнери на Република Северна Македонија, меѓутоа и кога зборуваме од аспект на Министерството за внатрешни работи, секако дека Соединетите Американски држави исто така се едни од најголемите партнери кои што работат заедно со МВР во градењето на нашите капацитети. Вложувањето во борбата против корупцијата и организираниот криминал е секако вложување во нешто што е и најголем приоритет и за Министерството за внатрешни работи. И оваа борба, за жал, е присутна во секоја општество. И таа борба не е ни малку лесна, ако ја погледнеме. Ако беше лесно, немаше да вреди. Секако дека борбата вреди, а со задоволство можам да кажам дека имаме и напредок во овој случај. И токму заради тоа и американскиот председател Рузвелт ќе рече, ако е лесна било која борба, таа нема да вреди. Така да во 2021 година ја завршувавме со зголемување на 50% на откривачката функција на полицијата за кривични дела кои што се поврзани со корупција и спречени се коруптивни действија во вредност од 149 милиони денари. Во 2022 година се откриени 124 коруптивни кривични дела, пријавени се околу 164 сторители за корупција и при тоа имаме 158 физички лица, 6 правни лица и причинетата материјална штета е некаде околу 227 милиони денари. Во текот на првите 9 месеци од 2023 година откриени се 78 кривични дела со 124 сторители, од кои што 120 се физички, 4 правни лица. При тоа е сузбиена организирана криминална група, а причинетата материјална штета е околу 150 милиони денари. При тоа се гледа и во јавноста дека не се поштедени ниту актуелни, ниту поранешни функционери, градоначалници, директори на правни лица, на јавни предпријатија, вработени во институциите, меѓу кои што имаше вработени и во Министерството за внатрешни работи, и во армијата. Така да нема селективност во оваа битка. Оваа битка е према сите. Секој еден кој што се занимава со корупција, со организиран криминал, генерално со криминал, мора да носи одговорност. И во тој дел апсолутно сметам дека и приоритетите на Соединетите Американски држави како наш стратешки партнер, практично и ние имаме заедничка цел, а тоа е битката против корупцијата, и на тој начин да покажеме и на граѓаните и да им стане јасно дека сите мерки и активности кои што ги правиме токму заради граѓаните. За тоа е секогаш потребно време. Ниту една промена не може да се случи преку ноќ, ниту да се постигнат тие посакувани резултати, меѓутоа секако дека ваквите действувања на МВР, на обвинителството, на
сите овие активности кои што ги превземаме во рамките на активностите за спречување на корупција и ја подига јавната свест и ја гради довербата во институциите на системот. Затоа што најголемата пречка за развојот на едно општество е токму корупцијата. Таа ги јаде и новите инвестиции, корупцијата ги јаде и работните места, а најмногу ја поткопува довербата во системот. Пред крајот на ова интервју, дали очекувате наскоро да бидат изгласани уставните измени? Уставните измени се обврска кои што се преземени од државата, во името на државата, за доброто, за просперитетот на граѓаните. Јас искрено посакувам и очекувам тоа да се случи, заради тоа што мора да понудиме решение. Немаме друга алтернатива. Европскиот пат е национален интерес на Република Северна Македонија и секој еден политичар кој што е одговорен, кој што и мисли добро на државата, треба да направи се, да даде се од себе, да помогне преку артикулирање на овој интерес во политичките ставови, тоа не само декларативно, туку и суштински, се со цел да го направиме исчекорот на патот кон Европската Унија. Тоа го очекуваат и посакуваат најголемиот процент од граѓаните или огромното мнозинство и ние сме обврзани тоа да го правиме. Јас сум убеден дека кај сите политички субјекти, и кај овие на власт, политички субјекти и кај политичките субјекти во опозицијата, постојат сериозни структури кои што посакуваат да се оди напред кон остварувањето на оваа цел. Сметам дека неоправдано е секое постапување спротивно на националните интереси, посебно од политичките субјекти во опозицијата, кои што заради зачување на некаков свој политички интерес или остварување на свој политички интерес, не сакат да помогнат на државата да исчекори напред. Тоа создава и ќе создава проблеми и затоа сметам дека преку политички диалог треба да дојдеме час поскоро до решение и да ги отвориме перспективите на граѓаните на државата и преку процесот на преговори да ги донесеме токму тие европски вредности во делување на македонските институции. Тоа е најголемата вредност за граѓаните на Република Северна. Министре, вашето име се спомнува често во контекст на кандидатура за председател на државата. Подготвени ли сте за предизвикот? Ако гледаме генерално или ако говориме генерално, ако немало предизвици, ако не сме подготвени да се нафаќаме на предизвици, нема да се занимаваме сигурно со политика и тоа е и во сите други сегменти на општественото живење. Секој еден човек, пред се секој еден политичар, секој еден одговорен човек мора да има одговорност и да даде максимален придонес за државата, за заедницата, за развојот на заедницата, па ако сакате и на светот. Инаку, чие име каде се споменува за сега е многу ирелевантно. Бидејќи се уште тоа е во просторот на шпекулациите и факт е дека ние како генерација се соочуваме со многу предизвици, од кои некои ни ги пренесува минатите генерации. Затоа е важно ние да бидеме мудри, да бидеме инвентивни, да бидеме визионери, да бидеме храбри, да не им оставаме сериозни проблеми на идните генерации, туку да создадеме еден добар трасиран пат кој што ќе создаде можност за сериозна надградба на економскиот просперитет на државата. И тука пред се мислам на нашите млади луѓе. Бидејќи младите се иднината за секој општество, така и за македонското општество. Јас верувам дека вклучувањето на младите луѓе во изнаоѓање на решенија за многу општествени проблеми ќе ги даде вистинските одговори. Бидејќи денеска често пати се прашуваме дали сме на вистинскиот пат, дали политиките ни се исправни, дали преку тие политики ќе овозможиме што е можно повеќе млади луѓе да ја гледат перспективата во државата. Меѓутоа, ако сакаме тоа да го постигнеме, тоа треба да го направиме преку
вклучувањето на младите во креирањето на самите политики. Така да, јас сметам дека секој одговорен човек треба да земе дел од предизвиците, меѓутоа сметам дека и непотребно трошиме време на шпекулации, на информации, на податоци и така натаму, кој ќе дојде моментот ќе се разговара за тие прашања, бидејќи разговорите секојдневно на овие теми само можат да не дефокусираат и да не оддалечуваат крајната цел. Господине Спасовски, ви благодариме за одвоеното време и гостувањето во Гласот на Америка.